Добро вечер, драги мои, добродојдовте во Порта, петочно издание, кое го посветив за и околу нашата надворешна политика и меѓународни односи, секако во делот и на нашата национална стратегија, гледано низ овој окулар, односно на овој правец. Си земам за право да ви кажам искрено со оглед дека ние сме тие кои дефинираме надворешната политика и како ќе не почитуваат луѓето надвор од нашите граници. Со оглед дека какви сме дома, така ќе не почитуваат надвор. Колку се грижиме, прочем, за авторитетот наш, за нашиот хабитас што ние го имаме и како амане, да речеме, од нашите предци, што ни го оставаат, а тоа е во делот на нашето битисување, нашиот идентитет, да речем, и нашето постоење. За тоа вечер во почитувани ќе говориме, значи, без ракавици, како што обично секогаш милувам тоа да го кажам во оваа емисија, бидејќи ние не сакаме да говориме нешто што е фикција, говориме оно што е реалност, што е прагма. Македонија во овие 22 години од незината независност докажа повеќе пати во светот дека не е аморфна маса, како народ, не е народ од пластелин, па може со него кој како сака и милува да манипулира и да со еден збор да го дискредитира. Со оглед дека македонскиот народ упати многу пати порака во светот, дека е демокрација каде се почитува човековите права, каде се почитува основното начело на самоопределување. Тоа е начело што и меѓународната заедница, односно во Обединетите нации, членот 4 е многу јасен, но светот, да бидам искрен, кој ја дефинира, ја пишува, ја имплементира таа одредба, некако не ја почитува или не ја разбрал. Новинарска забелешка. Ние велиме дека сами не можеме никаде да одиме, ни треба друштво и сме отворени за тоа друштво, но сепак со едно достоинство, со еден дигнитет кој ќе се согласите со мене, го имаме, го заслужуваме и го живееме. Велам дека ме радува кога нашите пријатели се мултиплицираат како бројка. Господинот Девид Камерон, тоа е прв човек на конзервативната партија на Кралството Велика Британија, јасно и директно упатил порака и во Кралството Велика Британија, но и во светот. Дека Македонија е држава која треба да се почитува и дека ја почитува господин Девид Камерон. Знаете, да ве подсетам дека тој, нашиот јужен сосед, и го нарече поранешна Отоманска империја Јунинистан, како му доаѓа, дека нема право нас да не прекрстува и да ни дава секакви атрибути, да речем под наводници, како да би се нарекле или би се викале. Ова силна порака на нашиот пријател Девид Камерон, на неговата политичка партија, Република Македонија, максимално ја почитува и се поклонува, ако ќе речем се поклонува со добра намера, со оглед дека ние мораме да имаме што повеќе ловци, кои ќе речем ловци пријатели, кои ќе одат во светот и да барат пријатели. Вечерва, затоа почитувани поканив еден прекрасен соговорник, голем македонец во секој случај, доктор по политички науки, доктор Љупчо Ристовски, кој ќе биде со мене во овие 90 минути, кој ќе говори токму на оваа тема, а тоа значи дека вас ве поканувам да бидете интерактивни и да учествувате со нас. Само ќе му речам добро вечер и добро дојде, докторе. Добро вечер и добро ја најдов. Да, драги мои, како што реков, нашата вечерашна тема е инспирирана и е поттик за се она што велиме доаѓа како една добра поддршка од нашите пријатели во светот. Значи, не сме осамени, ниту сакаме да водиме некоја параноична политика дека некој има конспирација дека сите не мразат. Велам дека проблемот е тука, кај нас, во нас. Секој треба да го бараме проблемот кај нас. Но, еве, доктор Љупчо Ристовски, доктор по политички науки, наши ваш соговорник. Добро вечер и добро дојдовте, докторе. Моето прашање, работна тема е како до една силна надворешна политика и меѓународни односи, гледано нормално врз на интегрирано национално единство во државата. Неодамна вие бевте во посета на конзервативната партија на британскиот парламент. Која беше целта на посета на чија покана бевте во Кралството Велика Британија? Поканата беше во приватна режија, на еден од, да речеме, главните столови на конзервативната партија. Тоа е
конзервативно христијанско пријателство или Conservative Christian Fellowship, тоа е орган на конзервативната партија. Поканата дојде од извршниот директор Колин Блум, кој што истовремено извршен директор на една организација Christians in Politics, христијаните во политиката, носечки составена од пратениците од конзервативната партија, но и од либерал-демократската и од останатите партии во британскиот парламент и од лабористите и другите, значи од сите христијани кои што учествуваат во политиката во британското општество и се главни актери на политичката сцена. Значи тоа е една силна и моќна организација која што се грижи за христијанскиот бекап на сите законодавни акти кои што конзервативната партија како партија на власт ги продуцира во британскиот парламент. Иначе веројатно знаете, конзервативната партија е на власт во коалиција и тоа е за прв пат после еден сериозно долг период, да не речем после Черчил, да влезе конзервативната партија во коалиција на власт и тоа по 13 години опозицијско постоење и практицирање на политика во британското општество. Иначе сега ја освоија власта со 303 пратеници во 2010 година, кога Камерон стана премиер и нормално, пошто House of Commons или долниот дом на парламентот број 650 пратеници, нема доволно мнозинство и затоа мора да влезат во коалиција со либерално-демократската партија. Ја го најавата дадов таа поддршка што добивме од господин Камерон и пред да стане премиер на Велика Британија, на кралство Велика Британија, со оглед дека неговата јасна поддршка, черечен на вистина со двете раце ја даде поддршката на Република Македонија ден денеска. Да бидам искрен, ретко кој политичар се осмели да нарече нашиот јужен сосед, да рече поранешна Отоманска република Јунинистан, така ли му доаѓа. Значи ли тоа дека сепак Британија е држава која не навлегува, но тоа јас верувам дека минато тоа е крадец кој ја зима и нината, но сепак еден греф што е направен врз македонскиот народ 48, да бидам искрен, вака онака беше и Британија вклучена, дека грешките се исправат на еден ваков начин. Ако некој погрешил, некој сака да ги исправи грешките, еве преку ова силна поддршка што добивме од господин Девид Камерон. Веројатно, знаете на што мислам, на грамоз, на тие напал бомби. Веројатно Британија е свесна и во приватните разговори што ги имаме со првенците на конзервативната партија, тие и од прилика имаат представа за што станува збор, меѓутоа не се во детали информирани, зборувам за оваа гарнитура. За нас е особено битно што интересот на Велика Британија за Македонија е се уште актуелен, во позитивна смисла. Че ние може слободно да сметаме дека Велика Британија е пријател на Македонија и на македонскиот народ. И тоа сериозен пријател. Сериозен пријател, меѓутоа Република Македонија е таа која што треба да одработи, да тоа пријателство се ефектуира во насока во која што ние треба да ги движиме работите на домашната сцена. Што тоа значи? Тоа значи дека во целите на надворешната политика, во приоритетите на надворешната политика, треба да се вртиме према западните развиени демократии, значи европските развиени демократии, дека треба да продлабочуваме соработката со нив, дека треба ние да го градиме односот на доверлив пристап кон нив. Ние нормативно ги имаме дефинирано приоритетите и целите. Нели? Главниот приоритет на нашата надворешна политика е членството во НАТО, нели што побрзо отпочнување на преговорите со Европската унија, така, па и добрососедските односи и така натаму, до економската дипломатија. Сега ние извадивме еден стратешки план како Министерство за надворешни работи 2013-2015 година. Меѓутоа во тој стратешки план, ако во претходните цели и приоритети, да речеме, беше во доминантна позиција стратешкото партнерство со Соединетите Американски држави, во новиот стратешки план веќе не е во првишните доминантни приоритети, ставена е соработката повеќе со Русија, со Кина и со Индија. Се разбира дека во второстепените објаснувања на целите и приоритетите во стратешкиот план е споменато и пријателството со Америка и со западноевропските демократии.
во кои се вклучува и Велика Британија. Значи, надворешната политика мора многу внимателно да ги определува целите и приоритетите и многу внимателно да работи континуирано, опстојно во реализација на доверлива Тоа е основа една на од приоритетите. најважните столбови на една држава, на надворешната политика. Многу пати низ историјата и Соединетите американски држави, Велика Британија и поголемиот дел од развиените западни европски демократи и подавале рака на Македонија, меѓутоа ние не сме знаеле таа рака доволно да ја искористиме. Знаете, ја секогаш причините за Од која причина не знаевме? Од неукост секогаш или причините за резервираност или за нецелосното или во оној обем во кој што ние сме очекувале како нација да успееме да направиме сплотено со тие кои што ни подавале рака низ историјата, го гледам пред се внатре. Знаете, во изминативе 20 на години ние ке мора за волја на вистината да си признаеме дека не изградивме една стабилна, стратегија? образована дипломатија. Не изградивме ние дипломатски кадар кој што е образован, кој што има и доволно искуство за да може да се носи со тие проблеми во меѓународните односи и во меѓународната политика. Меѓутоа имаме, се извинувам само што ќе упаднам кратко, имаме доста интелектуален потенцијал, поранешни дипломати кои може да бидат искористени како познавачи на надворешната политика, како луѓе што имат контакти во светот и кои може да помогнат. Секако и тоа може да биде од корист. Искуството е особено значено, меѓутоа Македонија години наназад се обидува да ја заживее дипломатската академија во Министерството за надворешни работи и некако тоа оди циклично, со подеми и со падови. Мојата лична проценка Се е пофалиме да дека бе искрен, се не ова нарцисивност, простите. Еве јас сум втора генерација од факултетот за дипломатија и применета политика. Македонија веќе има кадри кои веќе завршуваат и се обучени. Значи не се полуписмени, простете на забелешката, новинарска забелешка, меѓутоа до сега имавме секаква импровизација од секакви профили, че се стокмат во МНР-то и се праќат како конзули, како министри, односно амбасадори. видете дипломатијата, дипломатскиот кадар, дипломатската мрежа е сликата за нацијата. Огледало. Како вие подавате рака на државите кои што сте одлучили да ги вклучите во дипломатската мрежа, значи и со каков капацитет и со каков респект приоѓате во организацијата и нели таа продолжена рака, тоа огледало на почита на нашата држава кон домаќините таму, многу важно. Може би е еден од најважните елементи. Значи, ако вие праќате образован, значи дипломатски кадар, тогаш покажувате почит према државата. Значи, И кон сопствената во држава. изминативе 20 на години кај нас немаме една конзистентност во оформувањето на тој дипломатски кадар. Знаете, многу пречи во јавноста, дури и пречи кај домаќините кога вие им праќате истакнати партиски кадри, кога им праќате пензионери, да речеме, кога им праќате лица кои што не се со соодветна струка. Знаете, непријатен е впечатокот кога во вашите дипломатски представништва имате, да речеме, лица кои што се од сосема други професии, не сакам да ги потценам, филолози, музичари, да не речам архитекти. Значи, тие професии се значени професии, меѓутоа значени се во своите области. Во дипломатијата треба да се гради кадар кој што е образован во својата област. Значи, дозволите, струката треба да си го заземе си земам за право, собственото место. Доктор Ристовски, имав една можност, еден поранешен амбасадор во своето извештај вели испратил албум, најсериозно. Значи за време на неговото амбасадорување собирал слики со кои правил фотосесии. Дали, мислам, се сликал со премиерот на таа држава, со председател, така натаму, на коктел парти и така. Дали такви амбасадори нам ни требаат? Ова морам да го поставам како прашање. Бидејќи така гласаше неговиот рапорт. Во прилог доставил фотоалбум. Наместо да имаме амбасадор кој нас ќе не представи, како што рековте, во делот на представувањето македонската приказна, македонската стратегија, македонското признавање и така натаму, ние имаме чисто една екипа, еден корпус во кој
прави една туристичка разгледница. Колку на Македонија и значат и треба такви кадри? Еве, ова го речам, да го спомнам од 22 години. Да не се разбереме погрешно, знаете, и светот така функционира. И светот заслужни партиски кадри праќа во дипломатија, на историни дипломатски позиции, на историни амбасадорски места и така натаму. Значи тоа не е непозната практика во светски рамки, меѓутоа многу е важен соодносот. Многу е важно тука да е избалансирано. Многу е важно Министерството да продуцира собствени кадри образовани од струката, од областа. Многу е важно дипломатската академија да профункционира на професионално ниво. Многу е важно од таму да излегуваат, значи и постојниот кадар во Министерството да се дообразува, да се доекипира, да се дообучува, да од тука тој да биде расадникот. Ако сакаме да имаме ефикасна надворешна политика. Иначе, не треба да си гаеме илузии дека светот е обседнат со Македонија, дека ние сме главни звезди, постојани во континуитет низ историјата, и ако сакате и во поново време. Па земете, ако сакате, Велика Британија. Велика Британија како општество е во сериозни премрежја. Меѓутоа е фасцинантно како демократијата функционира таму. Фасцинантно е како се обидува да ги искористат сите можности, сите потенцијали кои што ги има демократијата, однатре да изнедрат она што е најквалитетно за да може општеството најадекватно и најсоодветно да ги уреди и односите, нели? Знаете дека во општеството има разни интересни групи, разни спротивставени интереси. Прашањето е демократијата како модел на политички систем дали може да ги абсорбира сите тие конфликти во општеството, дали може сето тоа да го канализира во во еден прогрес на нацијата. Ако го земеме британското општество на пример, па ако сакате и конзервативната партија, тие се сега во страутно незавидна ситуација. Знаете, 13 години беа во опозиција. И со доаѓањето на Камерун тој успеа да реформира партијата, меѓутоа од крајно десна тој ја врати во централно десна партија, сакајќи да ги привлече младите. И мораше да внесе многу либерални елементи во програмата, во привлекувањето на членството и така натаму. Меѓутоа тој така ги доби изборите. 2010 година, после 13 години се враќаат на власт, иако нема мнозинство за формирање на влада. Меѓутоа, внимавајте, да. Токму тоа е сега обврска на Камерун. Обврска према тоа гласашко тело кој што тој го привлече со тие либерални флоскули, да мораше да го подржи законот, например, за истополови бракови. И внимавајте, тоа е потрес за британското општество. Во моментот, целото британско општество е на нозе. Сликата која јас ја видов таму е страутна. Значи, луѓето се страутно незадоволни од тој чин да премиерот подржува. Знаете, во нашата јавност се пренесе дека тој закон бил веќе усвоен и така на не. Тој закон помине второ читање. И е малку поинаква процедурата, треба да помине и трето читање кое што подлежи исто така на амандмански измени, што не е случај кај нас, да речеме, во трето читање немаат право на амандмански измени законите. Понатаму треба да помине во House of Lords или во горниот дом на парламентот. А тие имаат право на измени, на одолговлекувања. Веројатно и таму ќе се прават одредени компромиси, затоа што во House of Lords веќе се знаете дека по структура се влезени 26 бишопи на англиканската црква, иако и таа циклично оди по однос на тоа прашање, и таа е под притисок на овие либерални тенденции во општеството. Знаете, религиските аспекти во британското општество се потиснати во заден план и не може да дојдат во израз. Дури политичарите кои што се од тврдиот конзервативен христијански кор се плашат јавно да говорат за христијанството, за верата, иако за волја на вистината Камерун јавно ја прокламира Британија како христијанско општество. Дури и пред 2 години, мислам 2011 година, има 400 години прослава на Кинг Джеймс преводот на Библијата. 400 години, значи превод на Библија. И во неговиот говор Камерун истакна дека Британија мора да се врати на христијанските основи, на христијанскиот фундамент, ако сака повторно да се врати на просперитетот. Значи има шанси да помине законот за легализација. Најверојатно ќе помине. Знаете, и британската кралица излезе некна со поддршка, меѓутоа поддршка знаете на што? Поддршка на процесот кој што ќе ги заштити овие малцевски маргинализирани групи, кои што го живеат тој либерален тренд кој што го сметаат правото на избор за нивно врховно право и така натаму. Кралицата сакаше да потенцира во незиниот говор дека не е добро тие луѓе да бидат на отстрел. Треба да им се даде шанса, знаете, веројатно се
обиде да простори таа некоја добрина, христијанска милост и љубов во низ институциите на системот. Меѓутоа, опасно е ако вие преминете црвената линија и ако општеството го поставите во ситуација да го форсира тој момент, знаете, една група која што е можеби 1 или 1,5% од британското општество, вие да давате такво значење да со закон ја поддржувате и ги давате привилегиите, со тоа праќате порака на идните генерации дека тоа е нешто нормално. А ако сакаме да градиме, како што Камерон јавно говореше, Британија на христијански основи, на христијанскиот фундамент, тогаш тој мораше да се држи до библиските вредности и принципи. И внимавајте што се случи. Законот беше усвоен со 400 и нешто гласови за, 175 беа против. Доминантно од овие 175 против беа од конзервативната партија. Тоа е оној конзервативен кор, оној христијански кор на тврдото десно крило на конзервативната партија, која е моќно во партијата на фактички јас бев поканет од овој дел, од овој конзервативен кор на конзервативната партија. Да, и бев замолен да се обратам на еден настан во британскиот парламент. Јас кажав зборови на охрабрување и така натаму, потоа ме замолија и да завршам со молитва на тој настан, пошто тие вообичаено на сите настани и започнува со молитва и во текот на настанот имат молитви и завршува со молитва. Значи се работи за едно случување кое што е длабоко со духовна позадина во себе. Тие луѓе беа длабоко загрижени за ова што се случува. И знаете, конзервативната партија пука по сите шавови од натре сега, затоа што еден огромен дел, да не речам, инклинира кон веќе 2/3 од пратениците во британскиот парламент во долниот дом, кои што опонираат веќе на премиерот за ова работа. И знаете, тоа е веќе една ситуација во британското општество која има стравотен притисок и сериозен притисок, меѓутоа тие се решени до крај затоа што е тоа предизборно ветување веројатно и не знам како целата таа ситуација ќе реперкуира во британското општество. Меѓутоа јас ги опоменав и не ги опоменав, меѓутоа им предочив дека секоја нивна политичка одлука влијае на останатиот дел на Европа, поготово на сите оние транзициони демократии кои што гледаат на Британија како на една развиена западна европска демократија. И знаете, нивните потези, да, ако нивните потези отворат врата за овие либерални тенденции, тоа значи дека притисокот и кај нас ќе биде двоструко поголем. Домино ефект ќе си има. Затоа треба да внимаваат не само какво влијание тоа ќе остане на идните генерации во британското општество, туку особено какво влијание ќе има и во другите европски држави. Ајде, Европа ќе наречеме и сега дека е темен континент, дека е во едно духовно мртвило. Меѓутоа, тоа е многу важно и значено за Македонија. Како ние ќе говориме дека демократиите од западноевропски тип, како овие просперитетни нации ќе бидат узор за Македонија и за останатите транзитски држави од поранешниве комунистички, социјалистички држави, кога тие ќе решат, па токму тој тип на демократија е прелиберализиран и дури е невкусно за нашево поднебје. И на тоа веројатно на предочување тие реагира многу позитивно и веројатно сватија дека не е седно како ќе водат нивната внатрешна политика, затоа што тие се моќна држава. Тие се Commonwealth, тие биле империја до неодамна. Значи, тоа е едно од прашањата. Второто прашање е се уште тенденциите за сецесија на Шкотска, знаете. Шкотска нема да застане со тие процеси. Шкотска била држава од 800 и некоја година до 1600 и некоја година, значи скоро 1000 години била самостојна држава. Потоа се спојува во United Kingdom. Шкотска е исто еден сериозен проблем и едно бреме, меѓутоа тие го решаваат низ институциите на системот. Сите алатки и инструменти што им се на располагање во рамките на институциите на системот веќе се мејнстрим во општеството. Тие едноставно ја користат секоја можност, секоја пора во демократска пора каде што може да пројде некој демократско договарање, некој да речеме консензусни разговори и така натаму, па успеа некако да го одлажат референдумот некаде за 2014-2015 година, меѓутоа повторно ќе има некој линк со Обединетото кралство. Третиот нивен проблем премрежи е Северна Ирска. Токму тоа сака да прашам со Северна Ирска, бидејќи тука ми се метнува тоа прашање наше, што нам не е проблем. Тој е наметнат проблем кој спорот за името, да речем, и секакви формули се пушта, секакви... Подсетам, се согласите со мене дека имаме големи пријатели од кралството Велика Британија, тука е нашиот пријател Робин Онил,
првиот преговарач од Европа кој беше во грчко-македонскиот, така речем, спор, не е ни спор, тој е наметна спор. Значи имаме една група подржувачи која 100% на македонската страна. Па и Ховид во неговиот однос И Ричард покажува Ховид, дефинитивно. во секоја негова комуникација со македонската јавност е превнимателен, се однесува со почит. Тоа не е Парламентарецот кој се сеќават и гледачите и јавноста, кои со една жолчна, еден голем арсенал, им возврати на канонада, им возврати на пратениците на нашиот јужен сосед, зошто вака се однесуваат кон Република Македонија. Тоа е во Европскиот парламент, тоа го имавме како можност да го регистрираме. Значи Македонија не е само, доктор Ристовски, ќе се согласите со мене. Апсолутно не. Ода што го спомнав како моментум за амбасадор поранешен, токму се станува збор за Кралството Велика Британија. Не заминал во привремен живот, да речам, поранешен амбасадор, кој навистина малце со едно тоа негово дипломатско милје не кореспондираше со таква изјава дека се собираат фотографии и така натаму, што мислам мене како и граѓанин и како интелектуалец ме погоди. Наместо ние да трчаме, да бараме што повеќе пријатели, да унапредиме нашата надворешна политика, стануваме инертни. Но ајде, додиме со на како ние да ја зајачиме нашата надворешна политика и меѓународни односи визави овои наши пријатели. Кралството Велика Британија преку господинот Камерон, па тој и навистина не ја прифаќа оваа слика на Европската унија во оваа констелација. Дури не го прифаќа тоа Евромонетарната унија. Значи ли тоа дека вреди ли да се жртвува нешто за нешто што е според Камерун не е сигурно, тоа е Европската унија. Во ова констелација стана збор за нашиот идентитет, нашето име. Видете, во оваа фаза од развојот Македонија ќе мора да гледа на Европската унија. Знаете, членството во НАТО е дефиниран како прв надворешен политички приоритет. Добро. Членството во Европска унија, односно што побрзо отпочнување на преговорите со Европската унија веќе е дефиниран како втор силен надворешно политички приоритет. Меѓутоа без ултиматуми, се согласувате со мене? Ако има 34 поглавја, може ли да речеме да добиеме датум за преговори, паралелно да се води тој диалог. Значи, тоа се 34 поглавја во кои Македонија... Видете, Европска унија, нивните челници, лидерите, никој пат нема да се дрзнат да ја речат на Македонија сменете го името. Внимавајте, тие ќе праќаат пораки, разговарајте, преговарајте и договорете се. Тоа што ќе се договорите, ние ќе го прифатиме и ќе го имплементираме. Истиот став го има и Соединетите Американски држави. Значи, прашањето е повторно дома кај нас. Како ние ќе се поставиме во таа констелација? Како ние ќе се поставиме во една таква ситуација? Ако ни е врвен надворешно политички приоритет Европската унија и ако ние тоа не можеме да го премостиме без да се договориме со Грција, тогаш веќе во стратешкиот план 2013-2015 година, ако добро го прочитате, проактивниот пристап на македонската надворешна политика во разговорите околу името со Република Грција е издигнат на повисоко ниво, значи се поместува во нивото на приоритетите. Значи во рангирањето на важноста како приоритет. И добро е тоа Македонија така да го нормира. Македонија ќе мора да разговара на таа тема, меѓутоа треба многу внимателно тоа да го прави. Внимавајте. Не само што вас, извинам, дали се согласувате со мене дека Македонија мора дома да дефинира национална стратегија, консензус на сите субјекти и структури. Тоа значи да се направи еден документ со кој резолуција или како да ја дефинираме, во кој ќе се дефинира јасно, тоа е нашиот Рубикон и енде, крај. Значи, бидејќи имаме кој уклин, кој уплоча, односно манипулирање еден со друг, мислам, не еден со друг, да ослабувајќи позицијата на Македонија. Ова е став, да речам, според јавното мислење, аналитичарите исто така го делат се тоа. Значи, отсутство на национална стратегија. Видете, мојот личен впечаток е дека и коалицијата на власт, и опозицијата горе-доле имаат искристализиран став. Знаете, без разлика што опозицијата има одредени испади. Меѓутоа, нема на документ. Друго ми беше поентата. Поентата е дека
Знаете, идентитетските прашања, идентитетскиот корпус е нешто околу кое никој нормален во светот не разговара. Тоа го знае и Обединетите нации. Генералниот секретар тоа ни го каже и од нашата дека собраниска нема право никој да преговара за универзалните вредности. Тоа го кажа на цел свет генералниот секретар на Обединетите нации. Тоа го кажа бројни државници и билатерално во наши средби посети и надвор и било каде. Значи, корпусот на идентитетски прашања не е за преговарање. Внимавајте. Грција, мојата импресија е дека нема да си дозволи ерга омнес за придавката македонски. Таа нема тоа да си го дозволи. Меѓутоа ќе биде приморана во одредена фаза да попушти и да го прифати тоа како факт. Македонскиот народ, јазик, култура, идентитет постои. Тој постоел. Во науката тие научни претпоставки веќе емпириски добиваат сила на научни факти. Дека Македонија и македонскиот идентитет постојат не од Коминтерната, не од минатиот век, него постојат векови наназад и не од 9 век од Кирил и Методи. Постојат многу одамна. Многу одамна постојат. Значи, уште од античко време постојат. И дури ако сакате и во светот на политичките науки, тие прашања се горе-доле избистрени, тие прашања се горе-доле јасни. Абсолвирани се. Знаете, ако вие малку подлабоко аналитички навлезете во современата политичка литература, значи од областа на политичките науки, ќе видите дека многу професори од Соединетите американски држави, од Британија, па ако сакате и од дел од Европа, веќе јасно разграничува дека македонскиот идентитет е нешто сосема различно од грчкиот, дури во историски записи. Меѓутоа, тука доаѓаме пак до наши домашни слабости. Знаете, во изминативе 20 години ние не успеавме да го зајакнеме македонското национално единство. Че ние не успеавме да го зајакнеме единството на македонската нација. Што се должи, доктор Ристовски, тоа? Видете, јас во 2008 година, некаде, мисля, че април беше пред изборите тогаш, издадовте еден вид проглас, манифест. Да, објавив еден манифест за македонско национално единство. Така? Јас ја повикав нацијата дека ние не можеме да одиме напред ако не сме сплотени. Знаете, премиса за тоа има во Библијата. Секое царство кое што е разделено на спротиставени групи една против друга е осудено на распаѓање. Дури и секој дом поделен во раздор помеѓу групите внатре е осуден на распаѓање. Слога има и Бога, што вика, кај што нема слога. На друго место во Библијата вели дека една од 7 работи кои што му се најомразени на Господа е сеењето раздор помеѓу браќа. Значи, ако сака Македонија да биде сериозно сватена, мора да направи исчекор кон внатрешно сплотување на нацијата. И помирување. И сега видите каде коренот ме прашувате, од каде извираат сите овие проблеми поврзано со тие внатрешни делби, раздори, поделби и така натаму. Ако добро го проанализираме извориштето на проблемот, тогаш ние многу полесно ќе дојдеме до решението или точно ќе знаеме дека решението е исправно. Знаете, ако да речеме партиско-политичките идеологии се до толку спротиставени да не може да најдат заеднички јазик и разбирање за клучни национални теми и прашања, тогаш го дефинираме проблемот таму. Ако е економската неравноправност, да речеме, тогаш го продуцира острици внатре во нацијата. Значи, моделот на економскиот систем, водењето на економските политики, тогаш проблемот го лоцираме таму. Ако имаме, да речеме, духовно замирање на нацијата, кое што се гледа преку моралниот распад во општеството, тогаш проблемот го лоцираме во духовната сфера. Ако е сплет од сите овие проблеми, тогаш треба да седнеме и да изанализираме дека е сплет на сите тие проблеми. Ако е, да речеме, недоволна историска зрелост на нацијата за водење на држава или, да речеме, несозран историски момент за носење на одредени храбри политички одлуки, тогаш проблемот ќе го лоцираме таму. Меѓутоа, треба да седне интелектуалната елита на оваа нација. Треба да седне, треба да се одважи, треба да се охрабри, да почне да разговара отворено каде се критичните точки, каде се зоните на ризици по единството на нацијата. Знаете, јас често пати велам дека
Македонската академија на науки и уметности мора да се реформира, да се трансформира внатре и да се разбуди од зимскиот сон. Македонската академија на науки и уметности, јас тврдам дека се уште го живее, го спие зимскиот сон. Немавајте 20 години немаме ние издржан стратешки исчекор од нивна страна, па тие треба да бидат лидери на оваа интелектуална елита. Тие треба да соберат се што е интелектуален дострел на македонската нација, било внатре, било надвор. Тие треба да соберат се што е вредно во оваа нација, се што е мисловен капацитет на оваа нација и да го стават во функција. Ние треба да продуцираме документи кои што ќе остават трага за идните генерации. И не само за идните генерации, него трага за соседите, трага во меѓународни односи, во меѓународни рамки. Треба меѓународната заедница да види на дело дека овде некој мисли, дека овде некој длабоко промислува, дека овде некој образован, некој интелектуалец од ранг, значи мисли, размислува за еднината на оваа нација. Дали некој свесно го конзервирал, простете, пак ще речам новинарска забелешка, македонскиот нерв за сама идентификација, само спознавање и само дефинирање? Со оглед дека националното трезнење, будење на македонскиот народ евидентно е. Ме радува фактот дека македонската популација во развој на независност, речиме од дистанца 90, екс момент е 22 години, веќе имаме една друг корпус на ментална матрица. Имаме генерација која веќе знае која е што е. Ајде еве од обичниот живот. Една млада фиденка или едно младо дрвце кое има плиток корен, дали е отпорно на силен ветер и на невреме? Дали полесно тоа може да се скрши, дали може полесно да се извади и откорене од земјата? Дали тоа дрво откоренето од земјата ќе дава плодови? Не. Кое дрво дава плодови? Тоа што има длабок корен. Значи длабок корен. Македонија е со длабок корен. Меѓутоа и повеќе држави кои што имаат греф во однос на Македонија се длабоко свесни дека ако оваа генерација на македонци се поврзе со линкот од минатото, ќе има длабок корен. Знаете, јас тврдам дека и во многу анализи сум дошол до сериозни сознанија. Словенството е една голема измама. Значи, тезата дека македонците се Словенија е страхотна измама. Па дури сега, ако сакате, имаше и руски академик кој што јавно излезе, така ли? И кој што рече дека тезата за голема преселба на народи во 6, 7 и 8 век едноставно измислена теза, таа не постои. Од срцето на тој панславизам доаѓа научно аргументирана теза. Знаете, историската наука никогаш не докаже дека во тој период имало масовна преселба на народи и замислите тие народи што дошле покрај Дунав, го препливале од Карпатите со цевче или не знам како, го преклопило овој народ што живее тука и замислете, за период од 200 години, тоа се 3 генерации, значи дедо ми, татко ми и јас, одеднаш ние сме станали Словени и исчезнал македонскиот идентитет од овие простори. Ви благодарам, токму на иста линија сме на размислување. Јас го прочитав сеот, односно изјавата на господин Евгений Клјосов, тој е академик од Руската академија, која демонтира тезата што некои ни ја пласираат нон-стоп дека ние додовме зад таа голема преселба на народите од зад Карпатите и така натаму, што вели не е точно. Народот се селеше од балканските, од овој простор кон север, кон Москва, кон Русија и така натаму, што е сосема спротивно таа теза што ни ја сервираат со години. Бројни артефакти кажуваат записи, да речеме, еве на национална арена Филип II, појдете видете го записот. Тога се пишувало од десно на лево. Филип е напиша на чиста кирилица, освен ито кој се пишува на латиница. А под него македонски, на чисти кирилични слова. И сега кога настанала кирилицата? Во 9 век? Тоа е артефакт од времето на Филип Македонски. Дали тој народ беше неписмен до 9 век? Значи, кој ги тера тие тези? Ние имавме пред некоја година страхотна реклама, додека пишувам кирилица, значи постојам. Тоа е страхотна заблуда за македонскиот народ. А што пред кирилицата не постоевме? На кое писмо пишувавме пред кирилицата? Пред 9 век, така? Пред 10 век. Чи македонскиот народ, македонскиот идентитет постоел.
Некој ја минимизира и генеа и така натаму. Меѓутоа, тоа е сосема валидна научна институција. Таа е светски референтна научна институција. Таа направи едно светски референтно истражување. Вие да знаете дека ДНК или DNA единствено нешто утврдува наследство. Единствено нешто од татко на син, од дедо на татко на син и така натаму. Единствено нешто. Па знаете и библиски коските остануваат во земјата. Коските се единствено нешто кое што не исчезнува од оваа планета, од оваа земја. Зашто? Затоа што во коските е информацијата. Зашто во Библијата се важни родословијата? Зашто родословието на Исус се кажува од почетоците до крај? Зашто дури во сите евангелија ќе најдете родословија? Во Стариот Завет постојано ги има родословијата. Тоа е важна работа, затоа што така се пренесува информацијата. Доктор Ристовски, светот ја знае вистината за Македонија. Светот ги има артефактите за Македонија. Сега веќе кога начнавте оваа тема, случајно имам нешто многу интересно за за нашата јавност, ако сакате. Токму за тоа дали светот ја знае или не ја знае оваа вистина, вие денес како споменете во македонската јавност, па ако сакате пред многу од наши историчари, па и пред многу од нашите академици дека Аристотел не бил грк, ќе ве гледаат бледо и ќе речат тоа не е вистина. Знаете, денеска и во училишта да се учи дека филозофијата на Аристотел е грчка, хеленистичка, не знам каква и така натаму. Меѓутоа Аристотел самиот за себе вели дека не е грк. Аристотел самиот за себе вели дека е туѓинец во Атина. Внимавајте. Сега зборуваме за научни факти, не зборуваме за научна предпоставка дека Аристотел бил грк и така натаму, дали е докажано или не. Зборуваме за нешто што емпиријата ја потврдува да постане научен факт. Во American Political Science Review, тоа е еден од најугледните магазини во областа на политички науки со импакт фактор највисок во свет. Значи над 3,5 импакт фактор. Еден угледен професор, значи Мери Диец. Можете ли да го поставиме камера? Ја ќе замолам режијата со оглед дека навистина. Јас го имам скенирано. Да. Во второто квартално издание. Да, камера 2 ја би замолил ако може еден убав зум да направи. Доктор Ристовски, може ли да ни ја дадете само во кадар? Дајте ја до господинот Шинго да ни ја представи. Значи професоркава, коментирате го ве молам. Професоркава ја анализира политика. Насочете ја каде е тој дел каде што велиме. Ја анализира политика на Аристотел од контекстот на потеклото на Аристотел. И вели ова што јас ќе го анализирам научно во овој труд, во овој авторски труд, е спротив мејнстримот на науката. Тоа значи дека генерално во науката перцепцијата е дека Аристотел е грк и дека Аристотел ја промовира грчката филозофија. Меѓутоа, наведува плејада од извори, историчари, научници и така натаму. Кажете го стремо, каде ми... Еве. Ке ви кажам одредени делови. Внимавајте. Во Атина, помеѓу атињаните, тој е гледан и перципиран како македонец. И оттаму е класифициран како странец, ксенос. И како варварин. Неговото пријателство со македонскиот генерал Антипатар, кој што бил врховен командант на Македонија и Грција, го става во ситуација да биде постојано во сомневање. И знаете, пред двете антимакедонски востанија, во Атина Аристотел е протеран како стран елемент, како туѓинец на атињаните. Иначе потеклото му е од Стагера, татко му била склебит во кралскиот двор на Аминта III и така натаму. Овде се наведени плејада од извори: Кенеди, Тейлор, Еверсон, Баркер, Рив, Лоусон, Тансерт, Рив, Крауст, еден куп научници од областа на политичките науки, кои што многу јасно знаат дека проблематизирано е потеклото на Аристотел од мејнстримот на политичките науки. И сега, во македонските учебници се учи нешто спротивно. Во македонската јавност, ако вие ова го говорите, некој ќе се рече, не е така. Не е сериозно. Не е така. Меѓутоа, зошто е важно науката да истражува? Зошто е важно науката да трага? Во светот има доволно архивска граѓа, има доволно извори. Ова е само еден од тие авторски трудови кои што
многу јасно кажува, внимавајте, уште од тоа време тие ги нарекувале робови. Склавус на латински било роб. Првиот израз за Словени се појавува дури во 1200 и некоја година после Христа. Че нема таков израз. Не постои такво нешто. Знаете, перцепцијата за идентитетот во тоа време ја граделе во однос на слојот како го перципирале некој во општеството, дали како роб, дали како варварин, дали како филозоф, интелектуалец или не. Значи македонците ги перципирале тогаш како склавуси, како робови, како варвари и така натаму. И затоа они сакаа да го врзат идентитетот со тој робски менталитет, со тоа робско позиционирање на тој елемент од тие слоеви. Меѓутоа ова е Тоа е само тема која што е веќе за други. Но ова е факт дека светот ја знае вистината за Македонија. Светот се повеќе почнува да дознава вистината за Македонија. Повеќе и дозна, но затоа велиме ние мораме што повеќе да се организираме, да се мобилизираме и да упатуваме наши експерти, наши научни работници, наши интелектуалци во светот, да ме представат вистината за Македонија, што во вистинска смисла на зборот, во вистинското светло, имајќи ги фактите во своите раце. Дали политиката во Македонија, перцепцијата за неа и практикувањето на ваков начин, како во изминатите 20 години, влева надеж и просперитет на иднина, доктор Истовски, државата и идните генерации. Ова го велам врз основа на се тоа што еве начнавте и двајцата начнавме што е ова што се случува на Македонија 22 години, имајќи факт што е време во која светлина под наводници живееше Македонија, да бидам искрен, во делот само идентификување и само изјаснување. Хрватите беа јасни дека тие се хрвати, стоп. Има силна аргументација, ќе речат да, тоа сте вие, србите да, словенците да. Македонецот кога излезеше и јавно ја искажеше својата вистина, возбуден сум од причина што имам голем број пријатели кои има и денеска се жртви од тој терор. Ако кажа, се изјаснува дека се македонци, завршуваат на Голиоток или во Идризово или и така и потешко. Значи тоа дека е направена голема неправда кон Македонија. Некој ја злоупотребил таа ситуација и во глатко тоа го поминува екс моменте сега, дека ние двајцата разговараме. Јас повторно проблемите и причините за таквата состојба ќе ги лоцирам внатре. Знаете, ние мора секој пат да поаѓаме однатре. Значи, ајде да земеме, да го довршиме прво овој контекст во меѓународниот дел. Ми остана како мисла односот на Македонија кон Соединетите Американски држави и обратно. Добро. Ние подпишуваме договор за техничка соработка, така ли? Сакам да го анализирам тој дел. Нема министер во било која влада во изминативе 20 години или премиер или председател на држава кој што не се повикувал на Америка како на наш стратешки партнер. И така е. И внимавајте, ние во ситуација кога после дебаклот во Букурешт не беше понудено од другата страна, според моите информации, меѓудржавен договор за воено-техничка соработка од посериозен тип, ние немаме храброст да направиме ичекор како држава и прифативме да го сведеме тоа на ниво на декларација за стратешко партнерство и соработка. Внимавајте, во дипломатски речник ние го симнавме нивото на соработката. Оваа декларација која подпишавме е список на желби. Ние сакаме тоа, ние имаме намера ова и така натаму. Да, во етичка смисла и тоа врзува да во некоја наредна фаза се издигне тој документ на повисоко ниво. Она што на Македонија на вистини е потребно, без разлика што во моментов, да речеме, номенклатурата на власт во Америка е помалку или повеќе наклонета на Македонија. Без разлика, во Америка е конзистентна надворешната политика. Ние треба да градиме односи на доверлива основа. Односи на доверлива основа. Ние треба да имаме соработка со останатиот дел од светот. Не треба да се изолираме ниту од соработката со Русија, ниту од соработката со Кина, Индија и останатите држави на БРИКС и така натаму. Меѓутоа, треба точно да знаеме на доверлива основа кој ни е наш прв стратешки приоритет. Во македонската јавност е фама дека американците се пријатели на албанците. Внимавајте. Таа фама не знам од кои кругови се креира, и македонците и македонската јавност
под притисок на таа фама полека се дистанцираат и многу новинари кои што се мејнстрим новинари во медиумите дури и денес постојано подбуцнуваат јавноста ја подбуцнуваат против американската политика и влијание на овие простори. Знаете, најмалку е точно тоа што многу новинари го кажуваат дека Соединетите американски држави не признаа заради потребата ние да усвоиме некој закон за територијална поделба и така натаму. Не е точно. Не е точно. Со рамковниот договор беше предвидена само децентрализацијата. Нужна фаза од имплементација на законот за децентрализација е територијална поделба. Меѓутоа, територијалната поделба никој нас не притискаше да биде ваква или таква. Никој нас не натера со сила да направиме етнички енклави. Никој не тераше со сила тоа да го направиме и да ставиме чивија во меѓуетничките односи во Македонија, која што постојано ќе реперкуира проблеми. Тука никој не притискаше. Најмалку признавањето на Америка беше тоа. И внимавајте, најмалку беше потребно само заради таа причина првата одлука Буш во вториот мандат да ја потпише признавањето на Македонија. Не, тоа беше ветување кон Борис Трајковски во една прилика. Кога се молеа во овалната соба, кога Борис Трајковски, нашиот покојен председател, се молеше за Буш, за неговото семејство, за Америка и така натаму. Јас тоа го знам од лични извори. Што сакаш да направам за тебе? Сакам членство во НАТО и признавање на Македонија од Америка под уставно име. Да го добием вториот мандат, првиот ден ќе го признам. Тоа е ветувањето. Тоа беше ветување човек на човек, христијанин на христијанин, кој што си држи до зборот кој што има страв од Господ. Знаете дека не признава... Зашто Буш толку инсистираше во Букурешт? И на роден денот на жена му Лора, на 4 ноември? Зошто инсистираше толку во Букурешт Македонија да влезе? Тоа е борба и ние тоа треба да го признаеме. Македонија тоа треба да го признае. И ние треба да почнеме да ги препознаваме нашите пријатели. Внимавајте. Ако сакате, Америка не го призна Букурешкиот договор. Дали знаете дека Вудро Вилсон не го потпиша? Демонстративно одби потпишување на Букурешкиот договор зашто е неправеден. И веднаш потоа тој во парламентот, во Конгресот понуди план од 14 точки за мир. Во една од тие точки се осврна на малите балкански нации кои што имаат право на самоопределување, на идентитетска определба. Значи ние не можеме амблок да отфрламе пријатели, луѓе кои што 100 години наназад подавале рака. Па тие луѓе повеќе од $1.000.000 во последниве 20 години внеле во Македонија. Замислете, некој брцнал во својот джеб, извадил од својата заработка, од себе си одвоил од својата уста, од устата на своите деца, на своите семејства, одвоил да даде во Македонија $1.000.000. Неповратна помош, без условување никакво. Никакво условување немала Македонија од Америка овие 20 години. Кој може да каже дека тоа било со некоја намера да оствори овде некаков интерес, да оствори овде некакво влијание? Тие пари се дадени на македонската држава. Тие пари се имплементирани и преку македонскиот буџет, преку македонски институции. Кој може да каже дека тоа не е подршка и помош за Македонија и за македонската нација? И сега ајде ова да го поврземе со состојбите во политиката, со демократскиот дострел на Македонија во изминатиот период. Знаете, многу референтни, рангирани истражувања во науката, сега зборувам, и од референтни меѓународни институции, индикаторите или индисис, како ги велат, показателите за демократските дострели или достигнувања во државите, ги мерат по одредени критериуми. Различни се. Freedom House има, не знам, една група на критериуми, економисти има друга група на критериуми, и така натаму. Другите индекси за демократија имаат некоја трета група на критериуми, обично се 50-60, кои што ги взимаат од терен изворно и прават проценка до каде е демократијата во една држава. Македонија во последниве 20 години, горе-доле во сите истражувања е помеѓу 65-тото и 75-тото место. 2010 беше некаде 73-то место. Значи, збориме во она група на демократии со дефект, ги велат фалишни демократии. Така се групирани. Првата група се полни демократии, втората група се фалишни демократии или демократии со дефект. И сега прашањето е зошто Македонија 20 години не успеа да направи исчекор да прејде во полни демократии. И сега ајде малку да се навратиме на основите, на фундаментот за што разговараме. Имам впечаток дека
Во овие 20 години многу малку се зборува што тоа е значи вистинска демократија. Кои се постулатите на таа вистинска демократија, кои се тие принципи и вредности, и добро е да ги повториме, меѓутоа систематизирано и да видиме Македонија како се движи по тие рамки. Зборувам генерално за овие 20 години, не збориме за ова или она политичка елита. Значи зборуваме генерално во Македонија дали ние имаме како нација или како политички елити демократски капацитет да практицираме буквално демократија која што е емпириски докажана. Зборуваме за демократија од западноевропски тип, која што е фундамент или модел на политички систем во просперитетните нации. Не го положивме испитот? Насти се, апсолутно не го подрживме. Еве, например, моделот на почитувањето на малцинските права. Одиме едно по едно. Прв и основен принцип, фундамент е владење на правото. Че никој не смее да биде над законите. Не смее министер во било која влада во овие 20 години да си дозволи со дискреционо право да премости закон. Со дискреционо право да одложи закон. Со дискреционо право, внимавајте, да прогласи мораториум на закон до донесување на нов закон. Па ја ќе ви кажам безброј примери во овие 20 години, кога министри со дискреционо право злоупотребија закон, се ставија над законот. Второ, ограничена влада. Ограничена влада, знаете, владата е таа што владее. Во цел свет е така, во демократиите е така. Владата владее. Меѓутоа, ако ја ставите владата да владее сама, таа секој пат ќе инклинира поради онаа перцепција на политиката за која ќе говориме малку подоцна после ова, дека политиката е сфера на приграбување на што поголема моќ, интереси, влијание и така натаму, што е погрешна перцепција за политиката. Дури во политичките науки имаме дефиниција која што инклинира која таму, која доаѓа уште од Макијавели и така натаму. Ке го објаснам тоа со наредното прашање. Кај ограничената влада, ние мора да имаме јасна дистинкција помеѓу законодавната, судската и извршна власт. Извршната власт мора да биде контролирана. Мора да биде контролирана. Законодавната власт мора не само нормативно, туку и практично, мора да е таа која што е контрола над владењето. Контрола на владата мора да има од страна на собранието. Третиот сегмент, судството, мора да е апсолутно дистанцирано и од едната и од другата. Судството мора да го ослободиме од стегите на партиски влијанија. Во 20 години ние не успеавме тоа да го направиме. Ако вие немате доверливо судство, како ние како граѓани ќе имаме потполна слобода да едноставно ги решаваме ситуациите помеѓу нас во доверие? Во судскиот систем мора да гради доверба во однос на граѓанството. Понатаму, еднаквост пред законот. Сите мора да бидат еднакви пред закон. Не може некој, ако е општествено повлијателен или ако е на политичка позиција, или ако е близок до овој или оној, да биде повеќе или помалку еднаков пред законот. Понатаму, она што го викаме согласност, тоа е изборите. Значи, повеќе партискиот модел, партиципативен и компетитивен модел на избори. Значи, луѓето да бираат своји представници. Луѓето да ги бираат своите представници и да имаат согласност дека тие представници ќе одлучуваат за нив. И тука доаѓаме до она што е фалинка на демократијата. Демократијата е фактички тиранија на мнозинството, тиранија 51%. Тука мора да вградите вие механизми за заштита на она малцинство кое што нема да освои на избори. И на крај, нели, слободите, рековме, човековите права и слободи, во кои спаѓаат и економските слободи, слобода да секој води бизнис без притисок од било која партија. Потоа, нели, зборуваме за медиските слободи, зборуваме за религиските слободи, зборуваме за оној сет на човекови права, сет на слободи и така натаму. Значи, ако по сите овие 6 принципи и вредности на демократијата, значи, стегнато, концентрирано, фокусирано и во полн демократски капацитет сите влади направат пресват и направат исчекор да ги продлабочат, тогаш Македонија ќе преде од зоната на фалишни и дефектни демократии во зоната на полни демократии. Сега има една теорија во политичкиот систем која што вели дека две демократии од западноевропски тип, значи од западноевропска развиена провениенција, никогаш не војуваат помеѓу себе. Значи, ова научна теорија веќе емпириски преминува во научен факт. И ако ние го имаме ова како сознание, тогаш ајде сега ние да размислуваме како обични граѓани колку е важно за Македонија да направи демократски исчекор напред во сите овие 6 принципи
и вредности на демократијата. Колку е важно ние да направиме исчекор и продлабочување на овие вредности внатре во демократијата. Ја не велам дека демократијата е идеален систем. Знаете, таа знае да биде и порозна. Никој пат тиранијата 51 не секогаш носи најквалитетен кадар да биде политичка елита и да ја води државата. Не секогаш. Значи има тука циклични подеми и падови, има тука многу субјективни влијанија и така натаму. Демократијата како збор владење на народот е владење на колективитет во име и за сметка на индивидуата, што отвара многу простор да биде порозно за многу пропусти и така натаму, да не може индивидуата да дојде на оној пиедестал на општеството кој што таа го заслужува. И сега, ако ја имаме ние оваа теорија во политичките науки, не само што е важно Македонија да живее демократијата и да преде во полните демократии, туку важно е да го извезе овој модел на соседите, да врши притисок на соседите. Утре ние, како и да ќе ги почнеме преговорите и ќе ги завршиме. Македонија во даден период ќе стане членка на Европската унија. Меѓутоа, тогаш ние ќе треба да бараме сите овие принципи и модалитети и ќе имаме образ да бараме затоа што ние сме ги примениле во себе и сме ги живееле. Ќе ги бараме утре од Албанија, ќе ги бараме утре од Косово, ќе ги бараме од Србија. Кога ќе влеземе во Европска унија, ќе бараме и од Бугарија и Грција да ги променат своите односи. Супер. Вие спомнавте на оваа ситуација, ве сослушав во секој случај и почит код вашата анализа, но можам ли да си дозволам како новинар да речем дека во дел дека не би се согласил со вас, зошто? Затоа што од мултикултурализам големите сили, мајки или улки на демократијата или создавачи на Европската унија, Германија, Франција, почитуваната наша пријателска држава Велика Британија, не ја имплементираат во Македонија. Зошто? Се сеќавате на Што не имплементираат се изјавно? Мултикултурализмот, не го имаат во кај нив го немаат. А се држави каде што демократијата е априори на пиедестал и се спомнува како пример. Ова го кажам, верувам, и го делиме заедно. Двајцата сме македонци, значи ова е наша држава, во која ние не можеме да збориме вие зборите лошо, вие со една добра намера укажувате за некои пропусти кои морат и треба приори да се сменат, да бидат како резултанта на една инферност. Генерална рамка која што треба да изврши влијание кон реформатирање на составите, кој што трае 20 години. Да, меѓутоа во делот на човековите права, ги спомнавте нашите соседи. Една соседна Албанија, каде сега слушам, се враќа топонимот, ви се молам, наш топоним што припаѓа на македонскиот народ. Верувам дека тоа ќе биде, дај Боже, од ова место, Господ ќе ми го просветли умот на нашиот южен сосед, да го врати тој топоним на нашите македонци во Беломорска Македонија. Што до која година ги има, ги користеа, тие топоними функционираа. Друга ситуација во цензусот, во пописот, нема графа, као што тука имаме ние, графа за сите етнички заедници. Значи Македонија го докажа и покажа, го помина прагот на толеранција и на почит. Каде се видело и чуло, да речам, малцинството, простите, пак ќе речам, јавноста така анализира, да има врши притисок на мнозинството. Да еве, не ми сакам изборите најмако да ги спомнам, ниту сакам да биде тема вечерашна во нашата вечерашна емисија. Тоа ќе да говориме, можеби во една... Не е коректно. Не е коректно, но тоа ќе говориме во една блиска еднина, како анализа. Но сакам да речам, ќе се согласите со мене дека Македонија оди кон еден исчекор прави, што вика Галилео Галилеј, нешто се движи. Не сме како што било пред 20 години. А не може преку ноќи, доктор Ристовски, да се менат работите. Не, апсолутно. Знаете, одењето напред во прва и втора брзина е една работа, одењето напред во повисоките брзини е друга работа. Мојата амбиција е Македонија да оди многу побрзо. Значи, јас верувам дека оваа амбиција споделува доминантниот дел од македонската нација. Сега зборувам само за македонската нација. Значи, прво, ние како нација треба внатре да работиме на нашиот демократски капацитет. И кохерентност. Тоа е основата. Од тука почнавме ние. Без плотеност на нацијата, без јакнење на националното единство на македонската нација, не можеме ние да оствариме еден колективен исчекор, па и ако сакате во демократските процеси. Така. Меѓутоа, што ми беше поентата претходно со споменување на оваа теорија? И тоа ќе го поврзам со она што претходно го говорев за важноста интелектуалниот потенцијал на овој народ, било од дома, било од надвор, да излезе на површина. Знаете,
Има една изрека која што вели дека зборување или говорење без знаење е само галама. Така. Меѓутоа, знаење пак без зборување е безкорисно. И затоа интелектуалната елита на оваа нација мора да се одважи. Дали треба да иде инертна? Не сме да биде инертна, не сме да биде. Сирџи, простете, вака не морам да критикувам. Не сме, има еден израз кој што се вели прокрастинација. Не може вие да чекате идеални услови, идеален демократски амбиент за да вие говорите отворено за состојбите во едно општество. Од што е тоа? Страв, срам? Нема потреба вие да имате лукративен пристап, не знам, краткорочни калкулации за себе или за било што. Мора да се одважи таа интелектуална елита да излезе јавно да говори. Не да го критикува ово или оној по име и презиме. Да помогне. Него, внимавајте, библискиот модел е да се жигосува состојбите. Библискиот модел е да се жигосува гревот, не грешникот. Грешникот со расширени раце Библијата го прима. И го нуди моделот на промена и на трансформација. Јас говорам цело време за овој модел. Секој може да сгреши, знаете, оној што никој пат не сгрешил, ништо и не сработил во неговиот живот. Нема идеални општества. Да Демократијата не е идеална како модел, како систем. Никој од нас не е идеален. Никој не е на крајот на краевите и безгрешен. Меѓутоа, верувам дека секој од нас, внатрешно, иманентно својство, потреба, има да направи исчекор. Знаете, ако јас како граѓанин, или вие, или било кој сега што следи оваа емисија, не е задоволен од постигнатото во општеството, ако не е задоволен од достигнувањата, неговите лични достигнувања во општеството, тој човек има право да си бара, секако, да си бара излезни решенија. И внимавајте, ајде сега ќе го поврземе ова со претходните надворешно политички приоритети. Каде ни бегаат најмногу од младите? Еве во изминативе 20 години ќе го земеме како пресек. Каде најмногу ни бега? 3000 студенти во текот на летото одат на работа во Америка. Доминантно од тие луѓе што имаат поднесено барање за бугарски пасоши, што имаат земено бугарски пасош, се економска емиграција. Сакаат да одат да работат во европските земји. Дали кажете ми има некој од младиве што во моментов има амбиција, желба да гори, да се докаже и да успее во Русија, Кина, Индија? Каков показател ви е тоа? Па младите иманентно внатрешно чувствуваат што е просперитет на општество. Каде има еднакви шанси за сите? Каде има доволно демократски амбиент да тој успее да просперира? Зашто македонците се претежно во Америка, Австралија, Канада и во дел од европските земји? Зашто нашата емиграција е таму? Тоа е доволен знак да ние, тоа е и патоказ, да вие ги дефинирате многу јасно своите надворешно политички приоритети. Самата младина вас ви кажува која е просперитетна нација. Ние само треба да се прашаме зошто е тоа така. Зошто тие нации успеа да го достигнат тој просперитет? Зошто тие нации на индексот на просперитет се буквално секогаш на првите места? Зошто Норвешка, Британија и Америка се секој пат на првите места по индекс на просперитет? Јас добро е да споменам сега, во најновата книга која што е готова, пред истекот на минатава година е завршена, јас обично оставам неколку месеци да одстои, да одлежи, се занимавам точно со овие состојби и на еден многу научно аргументиран, значи зборувам со научни факти, со стата политичка анализа, со квантитативни истражувања, со квантитативна анализа, докажувам зошто и како овие просперитетни нации успеа да го достигнат тоа ниво на развој и тоа ниво на индивидуална сатисфакција од тие општества и од тие системи. Македонија мора да учи од поуспешните. Мора да ги зима тие примери, да го зимат доброто, верувајте, не се ни тие идеални општества, таму има грешки, таму има премрежа. Претходно го зборевме примерот на Британија. Такви ситуации има и во Америка, и Америка е на нозе поради изборот на Обама, поради прелибералните политики на Обама, исто за овие прашања и така натаму. Меѓутоа, тоа што е ѓубре ние нема да го земеме. Ке го земеме само она што е добро. Ние ќе знаеме да разликуваме што е добро, а што е лошо врз основа на издржан репер, тоа е Библијата. Ние сме христијанска нација. Меѓутоа, видовте, Европска унија не метнуваше закони кои нонсенс, европски држави не ги примаат, прифаќаат тоа се бракови од исто имени. Не тера никој пат. Никој пат Европа не ни рекла во овие 20 години вие мора да го усвоите законот за истополови бракови. Не.
Европа вели, вие само создадете амбиент да овие луѓе што поинаку мислат не бидат на отстрел на општеството. Да не бидат презрени во општеството. Дали ми ја сваќате поентата? Европа во ниту еден момент нема политичар во Европа што се дрзнал во изминативе 20 години или што ќе се дрзне во наредниве 20 години да покаже со прст на Македонија и да рече нема да влезете додека не го усвоите законот за истополови бракови. Не. Тоа не проаѓа ни во Европска унија, ако сакате. Не проаѓа во одредени држави, да, можеби. Можеме тука меѓутоа во Македонија не. Да правиме и влагаме во финалот. Значи многу внимателно треба се извинувам, многу внимателно треба да се анализираат изјавите на првенците на Европа, да се читаат нивните документи. Знаете, јас сум професионален читач, многу читам во тие документи и никаде не сретнав експлицитно да се каже вие морате да го усвоите тој законот, тој либерален контекст или така натаму. Вие морате, иначе ова и она нема да го добиете. Значи таа група што може водеше на кампања Македонија, значи тоа не е точно. Не е точно. Не е точно. Ние вечер се задржуваме на многу суштествена, суптилна и важна тема, тоа е надворешната политика и како ние да ја зајачиме нашата надворешна политика во интерес на сите нас. Да бидам искрен, значи ви благодарам токму за акцентот што го споделивме заедно, ви го акцентиравте, дадовте за Бан Ки Мун, господинот генерален секретар на Обединетите нации, кој јасно упатил порака до светот дека мора да се почитува, односно приори, договори, односно одлуките на Меѓународниот суд за правдата. Тоа беше и наша голема победа, 15-1 на пред 3 години, првете ми така 2,5 години, во Хаг, кога Македонија добила пресуда во незина корис. И че го спомнам само најкратко, господин Тони Десковски вели, тој е нашиот пашапорт, да одиме понатамо. Сега внимавајте. Предмалку зборевме за дипломатските капацитети на државите. И сега внимавајте, Грција има сериозен дипломатски капацитет. И дали го забележувате незиниот дипломатски маневар? Веднаш излезе со иницијатива за подпишување на меморандум. Да. И веднаш сака дипломатски да го симне нивото на утврдување на меѓусебните односи од спогодба, без разлика што е времена, која што е депонирана во Обединетите нации, која што има меѓународно правно обврзувачки клаузули. На ниво на декларација, без разлика колку е таа содржајна внатре, колку таа опфаќа разни елементи и односи на соработка и така нато. Меѓутоа, маневарот е да се симне на ниво на меморандум. Меморандумот е најниското ниво на утврдување нормативно на односи помеѓу, ако сакате, две фирми, две држави и така натаму. Значи, овој дипломатски маневар ние, јас се надевам, успешно го избегнавме, меѓутоа во предфазата на понудениот меморандум многу политичари од Европска унија дојдоа тука и го поздравија меморандумот и извршија притисок врз нас ние да го прифатиме и да влеземе во таква авантура да подпишуваме. Може ли да речеме така тоа е замка? Тоа е самоубиствен потек. Македонија треба да си обстои на времената спогодба. Таму ја имаме предноста, таму имаме обврзувачка клаузула, која што е меѓународно правно обврзувачка кај меѓународните судови. Пресудата е многу јасна. Таа е депонирана, значи спогодба во Обединетите нации. Тоа значи дека подлежи на меѓународен суд непочитување на одредени клаузули од спогодбата. Предноста е на наша страна и ние не треба си дозволиме луксус да го менуваме форматот од време на спогодба на ниво на меморандум. Значи треба многу внимателно, за тоа треба многу и анализи внатрешни и така натаму. Се надевам дека добро го одигравме тој дел, меѓутоа во периодот што следи ние треба да го постепено елиминираме овој сегмент на меморандум и ние треба да одиме дури на зајакнување на форматот на времената спогодба, дури да одиме на крај со еден меѓудржавен договор со Грција, каде што ќе ги расветлиме сите прашања. Од АДШ ќе го расветлиме прашањето за македонците во северниот дел на Грција. На крај крајеви кога тој врел Костен ќе преде на нивна страна, тогаш веќе Грција го губи тлото, ги губи аргументите. Јас имам една архива од сериозен број на извештаи на Обединетите нации, на агенции на Обединетите нации, на ОСИ, на европски институции, на европски представници и така натаму, кои што истражувале на терен во Грција и во детали и анализирале дека навистина постои население кое за себе вели дека говори на македонски јазик, дека е со македонски идентитети, дека е близок со македонската нација. Туристички само што две прашања со оглед дека очекуваме уште едно трето ви поставам кој ќе биде доста интересно.
Голем број аналитичари и ваши колеги велат да се прекинат преговорите, што јас сметам дека е опасна работа во една ситуација. Бидејќи некој ќе го искористи тоа, нели? И покрај тоа што господинот Кофос, таткото на овој Галиматијас, на таа еден сет на, да речем, според мене, антимакедонци. Да, тоа се грци кои не ја прифаќаат фактичката ситуација и реалност дека ние сме народ, нација, постоиме со историја, со култура и така натаму. Дали имаме еден маневр да се направи да политичките елити во државата се обратат генералниот секретар и да речат да се испита законитоста и уставноста, односно законитоста на резолуцијата 817 во која се нарушува членот 4 од повелбата на Обединетите нации, тоа е за самоопределување. Или и да речеме од денеска ние бараме да не условувате со уставното име Република Македонија. Еве тоа се прашање што јас би ви ги поставил како едно. Внимавајте, се додека не настане политички потрес од голем ранг во Грција, од поголеми размери, значи внатрешен раздор, по их основи, јас не очекувам дека Грција некој пат ќе прифати ние во меѓудржавен договор да ја закониме идејата за македонизмот. Да. Значи, таа нема да го прифати постоењето на македонскиот идентитет. Целиот овој галиматија се токму ради тоа. Нивната болка е што Македонија сепак и во новиот устав со уставните амандмани после рамковниот договор е дефинирана како држава на македонскиот народ и на делови од други народи кои што живеат на територија на Република Македонија и таму се набројани останатите делови од други народи. Значи Македонија е држава на македонскиот народ, нив ги боли постоење на државен политичко правен субјект од страна на македонски ентитет, од страна на македонски етникум, од страна на македонски народ. Нив тоа ги боли, тие сакаат тоа да го елиминираат, тие сакаат тоа да го изместат. Ние да се наречеме било како поинаку, тие нема да имаат проблем ниту со името, ниту со оваа држава, ниту со било што. Бидејќи мораме да привршуваме со емисијата, но тоа што сакам да го поснат ово прашање, вие често ја спомнувате оската Вашингтон, Рим, Јерусалим како клучна за еднината на Македонија и зошто сметате дека е таа толку важна во актуелниот момент во меѓународните односи и дали Рим го спомнувате поради Ватикан и влијанието на папата врз христијанскиот свет? Еве сега имаме нов папа, упати доста некои пораки силни, со тоа сакал да го абсолвирате вечерашниот разговор. Оската Вашингтон, Рим, Јерусалим е библиско пророштво. Че јас поаѓам од тој аспект. Вашингтон е центарот на христијанството, на протестантскиот дел. Сакале ние да си признаеме или не, факт е дека во овие 130 и неколку држави кои што не признаа, сите доминантно протестантски држави и нации не признаа под уставното име и не го проблематизираат македонскиот идентитет по ниеден основ. А внимавајте обратно. Најголемите проблеми ги имаме со Грција, која што е доминантно православна, Бугарија, Србија, кои што се доминантно православни. Значи проблемите однадвор за Македонија доаѓаат од сетот на православието, тврдокорното, ортодоксното. Значи не доаѓаат од овој, другиот центар. Вашингтон е историски докажан пријател на Македонија. Јас ценам и тврдам дека Македонија мора да се врати на зајакнување на стратешкото партнерство со Америка и оваа декларација да ја зајакне со меѓудржавен договор. Па ако сакате и со договор за воено-техничка соработка, кој што ќе има и меѓународно правно обврзувачки клаузули и така натаму. Тоа е мојата анализа. А што се однесува до Рим, внимавајте, Ватикан во последниве децении се измести од изворното христијанство и затоа Европа е наречена темен континент во духовна смисла. Меѓутоа, новиот папа што е дојден, се обидува да направи еден нов исчекор, прави еден нов имидж. Во неговиот говор тој внесе многу понизност, внесе многу отвореност на црквата, не е повеќе таа затворена како што беше претходно. И, внимавајте, направи еден потек кој што е прв пат во историјата после не знам колку години, после не знам колку векови. Вартоломеј, нели патриархот од сетот на православието, беше поканет и заедно учествуваше со него на молитва. Тоа се случува за прв пат во, не знам, последните 600 години во односите помеѓу Ватикан и помеѓу сетот на православието. Тоа е сериозен знак и сигнал
на пријателство, на подадена рака за пријателство. И верувам дека оние процеси што претходниот папа ги започна за нова евангелизација на Европа, за враќање на изворното христијанство и така натаму, ќе се зацврстат и ќе се зајакнат, и јас верувам дека таму ќе имаме исчекор во духовна смисла и ќе настане еден процес на духовно пробудување во Европа за кој што сите христијани чезнеат и жеднат. Иначе Израел е Божи народ и во Библијата пророштвото за Израел е фасцинантно и има библиска инструкција дека сите нации и народи кои што ќе го поддржат Израелот во било која смисла, кои што ќе бидат негов сојузник и во добро и во лошо, ќе го жнеат благословот од Господа, дека тие заедно ќе бидат во благодата Господова. Значи, ова јудео-христијанска оска Вашингтон, Рим, Ерусалим, тврдам дека е иднина за Македонија, тврдам дека е визија за Македонија. Се разбира, ние треба да си ги чуваме прво нашите интереси, да си го чуваме она нашето што е, да ја гледаме иднината и просперитетот на македонецот, да ги вратиме младите тука, да ја вратиме таа интелектуална елита на сцена и да направиме едно сплотување на тоа национално ткиво. Она македонско национално ткиво треба да се сплоти, ако сакаме оваа визија да стане реалност во блиска иднина. Доктор Аристовски, благодарам многу што бевте гостин во Порта. Ви посакам добро здравје и успех во работата. И благодарам. И во очекувам во некои наредни емисии со задоволство да дискутираме уште на овакви теми. Јас ви посакувам Божи благослов и понатаму во животот. Благодарам. Драги мои, благодарам што бевте заедно со нас во Порта. Еве, имавме можност да говориме за и околу надворешната политика, како таа да се зајакне, како да добиеме што повеќе пријатели во светот. Рекоме дека не сме самени, напротив, ние имаме голем број пријатели кои нас не почитуваат и сакаат да бидеме дел од тоа семејство каде што заслужуваме, но сепак со дигнитет и со исправена кичма. Останете и натаму на програмите на Македонската телевизија. Се гледаме идниот петок по истото време. Пријатна вечер. I'll be a man of good faith.